Во саботата вечерта со прогласувањето на победниците и доделувањето на наградите и признанијата е спуштена завесата на 52-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. Оваа театарска манифестација, која се повеќе добива интернационално обележје, годинава понуди нови содржини и нов квалитет, кои практично му ја гарантираат неговата иднина. Има представи во кои аматерите ни покажаа колку се возбудени што се на сцена и тој занес им е доволен. Сретнавме и една друга категорија – режисери и актери, во чија природа може да се доловат елементите на разбудената професионална вештина. Најизненадувачкото за мене се покажа присуството на аматери, кои смело и со завидно самоучество се впуштија во тешките, дури и за професионалци, води на театарското иноваторство и експеримент. И во некои случаи успеваат да постигнат повеќе или помалку значајни резултати. Гран при наградата Васил Ќортошев за најдобра представа во целина на 52-иот поред државен аматерски фестивал во Кочани ја добија актерите на младинската сцена при Сдруженијето на граѓани ЦУК на театарот Бора Станковиќ од Врање за представата Водач, работена на текст на Радое Домановиќ, а во сценска адаптација и режија на Бојан Јовановиќ. Наградата за најдобра женска улога ја доби Марија Ѓоргиева за улогата на Наталија во представата Просидба од Антон Павловиќ Чехов во режија на Трајче Ѓоргиев, а во изведба на аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани. Оваа година со оваа представа учествувавме на Драмскиот аматерски фестивал, на 52-то издание од Драмскиот аматерски фестивал, и покрај напорните проби кои што ги имавме, успеавме да се здобиеме со награди. Јас ја добив наградата за главна женска улога. Многу сум задоволна и многу среќна. Ова ми е втора награда на Драмскиот аматерски фестивал. Исто така на 50-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал пред 2 години се здобив со главна женска улога во улогата на Бернарда, во домот на Бернарда Алба од Лорка. И ова е втор пат како се здобивам со награда. И најдобрата главна машка улога остана во Кочани, ја доби Александар Арсов за улогата на Ломов во представата Просидба од Антон Павловиќ Чехов во изведба на аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Бели Мугри. Покрај доста напорна работа, која што беше проследена со доста концентрирани проби, сепак на крајот резултираше со еден голем успех. Еве, јас лично за мене да ја освоив наградата за главна машка улога со ликот на Ломов во представата. Чест е да се присуствува и да бидеме, ајде да кажам, поточно да учествуваме на еден ваков фестивал, па и секако да се земе награда, тоа е вистинско почестување, еве да кажам, за мене. Покрај овие, жири комисијата во состав професор Здравко Митков, председател на членовите, Јанка Левкова и Благојче Стојанов, на 52-то издание на ДАФ ги доделија и следните награди и признанија. Специјално признание за осведочениот резултат во воспитанието и образованието на немладите артисти, негувањето и развојот на театарот од деца и за деца, му додели на Детското драмско студио при Националната установа Центар за култура Григор Парличев Охрид за представата Мачка со шапка од Теодор Сусгејзел во режија на Јасмина Билаловиќ. Наградата за уметничка иновација и истражување во театарскиот израз на аматерската драмска сцена е доделена на представата Авиоинспотинг од Ива Брдар во режија на Зоран Ракочевиќ, а во изведба на Клап, Колашинскиот аматерски театар од Колашин, Република Црна Гора. Награда за епизодна женска улога ја доби Катерина Ивановска од Изидора во представата Рибарски караници на Драмското студио при гимназијата Гоце Делчев Куманово. Епизодната машка улога ја доби Мирко Николик за улогата на Шарац, коњот на Крале Марко во представата Водач на младинската сцена ЦУК и театар Бора Станковиќ од Врање, Република Србија. Награда за најдобра режија се доделува на Зоран Ракочевиќ за режијата на представата Авиоинспотинг од Ива Брдар во изведба на Клап, Колашинскиот аматерски театар Колашин од Република Црна Гора. 52-то издание на ДАФ уште еднаш ги потврди сите високи дострели годинава и на организацијски план, најавувајќи ги претензиите да прерасне во регионална смотра на аматерските театри од Балканот. Публиката имаше задоволство да проследи мощни и квалитетни представи, како на домашните театри и групи, така и на странските.